Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Тони Науновски, кој поради проблеми со сообраќајот не успеа да стигне како што бевме најавили, но сепак, еве, тука сме. Да, ви благодарам на поканата. Да. Господин Науновски, јас најавив дека ќе разговараме за отприлика една анализа на политичката состојба, она што е најактуелно, тоа е таа реконструкција на владата. За денеска премиерот Мицкоски најави дека ќе вечерва, дека ќе ја соопшти конечната и комплетната слика, но отприлика оние информации кои се појавија во јавноста и коалицијата вреди ги соопшти своите министри. Знаеме дека има една тамо има одредени рокади и помеѓу нив. Не ги знаеме се уште персоналните решенија, ќе ги знаеме. Се едно, тие се помалку битни, персоналните решенија. Најбитно во случајот е дека ова беше уште еден триумф на Влен врз ВМРО ДПМН, односно ДПМН Мицковистичко и особено врз знам и партијата на Иван Стојковиќ, мислам дека се вика Демократска партија на Србите. Значи, со практично откако се конституираше оваа многу лоша влада, веројатно најлошата влада од 1944 одаснам да речеме до денес, имаше постојана тензија помеѓу нели Влен, кои што се многу мокни во на политичка смисла, сега дополнително ќе се позиционираат во тие структурите на МОКТЕ, не само институционално, туку и во на политичка смисла, токму заради тоа што ДПМН Мицковистичко испадна дека всушност се политички слуга на Влен. Бидејќи при 50 и колку 6-7 пратеника имаат, ако не и повеќе, ти да им дадеш 6 министерски места и кој знае уште колку директорски места, заменички и така натаму. Практично Влен се секојдневно триумфалистички штанцаа соопштенија за јавноста во кои што кажуваат вработивме уште толку албанци, членови на Влен се разбира. Ова со испитот што беше за правосудниот испит сега веќе нема пречка од знам, односно од господинот Филков, кој што очигледно ќе биде сменет токму заради неговиот отпор кон овие, така да кажам, голем албански националистички дејства на Влен, пред кој што е многу интересно, комитите и војводите од ДПМН, големите комити војводи молчат, односно им дозволуваат Курти практично секој ден да се шета низ Тетово и Скопје како да е дома. Дозволуваат постојани манифестации и триумфализам практично на Влен, што покажува дека и дури според компаративно базираат некои податоци, СДСМ со 20 на пратеници има ДУИ, минатата влада има помалку министерски места во владата на СДСМ, отколку што сега тоа го има Влен со, замислете, само 9-10 пратеника. Но она што е многу дури и тажно на некој начин, јас ги гледав соопштенијата на Знам, кои што нели се позиционираа на почетокот во владата како некој вид на брана на македонштината, односно обид да се анулира големото влијание на Влен и така натаму, нели тие ќе биле стабилизатори, тие ќе биле браната нели на и така натаму. Меѓутоа после ова сега и она изјава на тој Беким Сали или како се вика, во кој што дури ги провоцира и кажува дека всушност со правда, односно нели со смената на господинот Филков е завршена работа, односно е договорено со како да кажам политичките предавници на македонскиот народ од ДПМН Мицковистичко. Јас не знам како таа партија практично сега веќе ќе действува, затоа што видите останува траен впечаток кај јавноста, кај македонскиот народ дека ваквото попуштање и ваквото веднење на глава, како да кажам, нели метафорички, практично е продолжување на оној губитнички политички дискус на кај македонските политички партии, но и едно, како да кажам, една рефлексија која што покажува еден понижувачки однос и позиција на македонскиот народ преку своите политички представници. А за Иван Стојковиќ да не зборувам, бидејќи нели се знам, сме биле на неколку емисии. Значи ова што му го направија во Министерството за политички систем, како се вика тоа, каде што постојано го критикува изминативе месеци заради неговите веројатно законски дејства, и сега го сменија. Практично Влен го меджити и овој, кажи го, било дека сами го сменија големиот нели политичар србин македонец Иван Стојковиќ. Како Иван, односно таа неговата партија, и како Влен, односно овој знам на Максим Димитриевски после денешниот ден, односно утрешниот кој иде, кога ќе се формализира сето тоа, ќе опстојат на македонската политичка сцена, мене навистина не ми е јасно, бидејќи вакво големо, огромно политичко понижување веројатно во нормален политички дискус не би можело да
да се опстои во една трајна политичка смисла. Има тука, да, вие отприлика вака направивте една анализа на целиот тој склоп, но може тука и поединечно одредени процеси да се видат. Оно што го кажувате за господинот Стојковиќ, некој дел од аналитичарите велат дека тоа всушност значи прекинување со тој фамозен српски свет во Македонија. Како српски свет, да ви кажам? Сега, значи јас знам таа приказна. Да, тоа не остави. Ама нема такво нешто овде, нема влијание на ниту една странска држава освен на Европската унија како нели колективен политички систем, вредности и така натаму, и на САД. Па амбасадата на САД, порано повеќе. Сега има помалку бидејќи тие нивните геополитички цели на САД зборувам, завршија со промената на името и влегувањето на Македонија, веќе Северна, нели, Македонија во НАТО. Тоа беше нивната главна политичка цел и затоа до 2015-16 со огромната поддршка, Джейс Бейли се сеќавате беше амбасадор, со огромната поддршка на шарената револуција на соросоидите, нели, со нивната логистика и така, со нивното делување практично успеа во целта Македонија да биде член на НАТО. Тоа беше нивната стратешка цел, таа цел ја реализира и од тогаш тие практично го изгубија оној голем интерес кој што го има до 2016, 17, 18. Со Европската унија е слично, иако тие се поддиверзификувани во таа некоја, како да кажам, политичка смисла, односно немаат некој униформен став, особено кај овие поголемите држави членки кои што се носители практично нели на Европската унија, на Европската комисија, таму се знае како кој е принципот на одлучување, се знае дека Германија, Франција, деломно Италија имаат главен збор во процесот на донесување на одлуки. Но овде од секогаш овде никогаш немало. Јас дури и мене ми е смешно кога некои колеги така бараат овде руско влијание. Какво руско влијание? Овде нема ништо освен дури и овие бензински не се веројатно руска собственост. Значи нема каде вие го гледате амбасадорот на Русија освен на фолклорни друштва таму и некои игранки, детски забави и слично. Овде главното влијание го има и сега што го имаат САД и земјите на Европската унија или ако сакате како колективен субјект Европската унија. Што значи дека сите тие приказни за демек Иван Стојковиќ имал некои српски влијанија, српски свет, тоа се аматерски приказни, односно приказни за мали деца. Македонија е независна држава која што има повеќе вековен, да не кажам милениумски континуитет на оваа територија, има своја автентична траекторија на развој. Од време на време се разбира дека имало големи влијание на странски држави кои што главно биле негативни по своите последици од војни до не знам назадување на економија, санкции и слично. Меѓутоа Македонија денес мора да го пронајде практично својот нов почеток, затоа што премногу е истрошено ова општество и овој народ, граѓаните, се едно, нели, сите нации, така натаму. Особено во овие 35-6 години независна држава, затоа што многу нешта се сменија од 90-91 во на геостратешка, геополитичка смисла за нас. Нема веќе, ние не сме, веќе 35 години и некои луѓе уште не може тоа да го сватат, дека ние не сме дел од таа Југославија, која каква таква, тоталитарна и слично, меѓутоа била силна држава и затоа сме немале проблеми со грците, со бугарите, со Албанија, ако сакате и така натаму. Бидејќи тоа била 20 милиони држава, силна армија и така натаму. Но по осамостојувањето ние сме најслаби и најмалубројни, ајде да не кажам најмали, се разбира, не е соодветен термин за држави и за народи, но најмалуброен и најслаба држава и нација, народ на Балканот. И затоа ја начекаа шансата оние структури во соседството кои што од секогаш историски имале негативен пристап, негативен однос и негативни планови, се разбира, своји национални планови, митологија за Македонија, особено како територија, нели, па дури и за потеклото и суштината на македонскиот народ, што мислам дека се, нели, во суштина големи будалштини. И мене дури ми е смешно кога ги слушав пред некое време овие од ДПМН, кога зборуваат дека кога тие се чудат, деме како е можно некои струи во Бугарија, политички и други, да има таков став, нели, кон Македонија и историјата на македонскиот народ. Па тоа тие не учеле во училиште, па ние уште од 8 оделение знаеме дека во Бугарија со векови има изградена консензуална, општествена, па дури и политичка, научна, секако научен консензус за
односот, нели, односно за третманот на македонскиот народ и Македонија во нивната нарација, како да кажам, и митологија, но што е многу интересно и политички и официјален државен политички дискурс. Тоа е загрижувачки и тоа е сега проблемот кој што веројатно свесно и намерно го испровоцира ДПМН Мицко Истичко. Намерно со своите провокации допуштија да излезат на површина сите тие историски, да не кажам фрустрации, меѓутоа нарации и митологија која што со векови е градена во бугарското општество. И тие се знае дека нас нели од секогаш не третирале како творба на Тито, нели дека пред 40 предасно сме имале бугарско потекло и слични глупости, тоа се разбира, не е точно, меѓутоа како што ние имаме сон за Егеј, Вардар, Пиринска Македонија, Егејска Македонија и така натаму, така и тие имаат некаков сон за Македонија. Нели Сан Стефанска Бугарија и така, но тоа се, како да кажам, тоа денес во 21. век е невозможно, уште повеќе што тие се членки на НАТО, ние сме членки на НАТО, така да тие приказни се повеќе забава за народ, додека во позадина се одвиваат, нели, тендери без контрола владење, како што е ова владење сега на овој актуелен режим. Значи, немојте да мислите дека оддалечувањето, односно се поголемото оддалечување, збогување, така да кажам, со Европска унија има други мотиви освен економски и веројатно некои теснопартиски политички. Ајде вака да без контрола останува режимот. Тоа е многу опасно, дури во подемократски држави кои што имаат нели поголемо демократско искуство и историја отколку што тоа Македонија го има. Се извинувам. Да, сакам да ја прашам во поглед на тоа. Вие ја критикувате оваа влада често и премиерот Мицковски ги укажувате според вас сите аномалии кои таа ги прави, но кога ги гледаме анкетите, барем оние кои се достапни, кои се објавуваат, сепак тие покажуваат едно стабилно водство на ВМРО ДПМН во поглед прецена СДСМ, а да не зборуваме за левици и други. Така е. Не е спорно, меѓутоа тоа се знаат механизмите и логистиката која што е потребна да се има за да се изврши влијание врз јавното и да се крира јавното мислење кај, како да кажам, кај обичниот народ, односно кај оние кои што се по-неупатени во таа политичка смисла и како сума на информации, и како можности за анализа, и како достапност на алтернативни верзии и така натаму. Но и сета таа логистика практично има, да не кажам целиот медиумски простор е преокупиран со, како да кажам, индиректно, барем под контрола на ДПМН. Сите економски ресурси се нивни. Тие може да вработуваат колку сакаат. Медиумите, како што споменав, нели се под нивна контрола. Практично тие ги имаат механизмите со кои што може да контролираат, што не ја се разбира, не ја анулира неспособноста, еве така, да бидам благо да се изразам на опозицијата, односно главна или на СДСМ, иако во последно време има некои изблесоци, како да кажам, изблици на оптимизам. Но ова сакам да кажам, но меѓутоа фактите се и тоа народот, мислам дека го чувствува се повеќе. Мислам дека овие истражувања на јавното мислење секогаш треба да се сватат во на методолошка научна смисла условно, бидејќи не можат да допрат до како да кажам, суштинските слоеви на онаа гласачка свест кој што нели се има, особено кога не си во период на избори, но тоа се други теми. Ова сакам да кажам, фактите се тие. Одете во продавница и кажете дали сте задоволни од оваа влада. Па секојдневно цените скокаат. Платите се најниски во Европа, на Балкан, во Европа, минималната, просечната е крената заради високите функционерски буџетски плати на овие од Мицко ДПМН и на овие од ВЛЕН и така натаму. Значи фактите се тие. Ние економски пропаѓаме затоа што и тоа им одговара на овие владачките струи и на така наречените тајкуни, односно бизнисмени. Значи, ако бидеме член на Европска унија, тие ќе имаат конкуренција, ќе се сменат закони и регулативи, ќе треба да ги намалат цените, ќе има поголема конкуренција на производи и така натаму, ќе се намали нивниот профит. Затоа тие не сакаат да влеземе во Европска унија. Точно за да ги секојдневно да ги зголемуваат цените без никаква економска логика. Еве, цената на нафтата се намалува, цените не се намалуваат. А кога ќе се зголеми цената на нафтата, другиот ден дека цените се зголемуваат. Значи, сосема е јасно дека постои спрега, дил, договор, политички и секаков бизнис помеѓу режимот и бизнис, така наречената бизнис заедница, всушност тоа се тајкуни кои што се, така да кажам благо, се профитери на грбот на народот, но оваа реалност, посебно економската реалност, има и други аспекти, се разбира, меѓународната позиција, односот кон ЕУ и така натаму, но
оваа позиција не е одржлива. Значи Македонија ќе банкротира. Ние сме веќе на работ на банкрот, па видите секојдневно се зголемува, секој месец гледате ги бројките, се зголемува јавниот долг, буџетскиот долг на дури и на домашниот пазар станува се поголем. Нема пари дури, еве, имаше предупредување од гувернерот Трајко Славевски дека ќе нема пари за исплата на пензии и така натаму. Македонија ќе банкротира заради неспособноста на владата и заради тоа што тие не сакаат да го решат проблемот со, како да кажам, условно кажано, проблемот со Бугарија, односно со Европската унија, за да започнат процесите на интеграција кон ЕУ, а ЕУ денес, колку тој да не им се допаѓа на многу луѓе, останува единствената надеж за дури и за обстојување на државата на Македонија. Немаме уште многу време, ве молам. Да, за жал, ама да, бидејќи задоцневме, да, ве молам за една минута на вистина куст одговор. Ја спомнавте СДСМ, но вела дека власта е толку јака бидејќи опозицијата е преслаба. Зошто е опозицијата толку? Па да, веќе споменав, дали постои, веќе мислам дека имаме зборувано за тоа и веќе познато во јавноста, дали постои некаков договор помеѓу некои владеачки структури во тие две партии да се остави ДПМН да владае апсолутистички, да не кажам диктаторски, за сметка на некои бизниси, има секакви озборувања, има секакви информации и тоа од релевантни места и слично. Не би навлегувал во тоа бидејќи тие информации се веќе познате во јавноста, но мислам дека во последно време се повеќе СДС и другата опозиција сваќаат дека мора да превземат нешто и дека ако дозволат немо да наблюдуваат како државата пропаѓа заради профитите и тендерите на некој од ДПМН, односно на режимот, тогаш не ја исполнуваат не само нивната, како да кажам, политичка цел, туку воопшто не придонесуваат за ништо на оваа држава. И мислам дека ова незадоволство кај обичниот народ кој што се повеќе се чувствува и се повеќе расте секој ден кон овој режим, кон оваа власт, ќе пронајде своји автентични начини да се канализира и сето тоа да се конечно во определен момент да се изрази на слободни демократски избори, кој што ќе биде многу тешко заради механизмите на контрола и владење кој што можне свиропо и можне брутално ги користи ДПМН со цел да обстои на власт. Да, но да се надеваме дека ќе има кај нови избори на кои што овој режим, односно оваа власт ќе биде заменета од една групација на опозицијски партии, структури, општествени субјекти, луѓе кои што сваќаат дека со овој режим ние веќе 2 години константно секојдневно тонеме, пропаѓаме во секоја смисла, од политичка од политичка преку економска до однос и позиционираност кон Европската унија, која што денес, бидете сигурни, за жал, е единствениот услов дури да опстои Македонија како држава. Нема друг силен субјект и во економска, посебно во економска смисла, кој што може да ја крене Македонија од ова, како да кажам, од овој понор, пекол, амбис во кој што секојдневно ДПМН не турка се подалеку и подлабоко. Добро, освен Европската унија и нивните фондови и нивните конечно механизми за контрола на севкупниот бирократски функционерски апарат, државен апарат, кој што во изминатите 2 години апсолутно не работи за доброто на народот, туку веројатно за своја добро, односно партиски бенефици. За крај, бидејќи верувам дека многу од гледачите ќе се прашуваат што значи мајцата? Па мајцата значи ова е нова мајца, пред неколку дена ја купив, значи ова е практично символот на македонската борба и оваа реченица ја искажале многумина. Даме Груев Питугули, кој што свесно, знаејќи дека ќе загине, својот пораз го направи победа на македонскиот народ и ја создаде онаа вистина која што нас не одржува и како нови генерации македонци и за борбата за своја собствена суверена македонска држава, која што трае и трае и се надевам дека младите генерации ќе бидат уште попаметни и посилни од нас за да ја изградат Македонија подобра држава за сите, со постојана колективна меморија на големите херои македонци кои што го дале животот за своја суверена македонска држава. За оние кои не може да прочитаат, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Да. Добро. Господин Неумовски, ви благодарам за гостувањето. И со ова ја завршуваме и оваа емисија, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.